кој не се заборава. За мене бато и даде, за дидо и баба, за мама и тато, муси, семки, овошје, си е здраво и сладко, бако е бако, бако е закон. Хранете се здраво, живејте долго со производите на Бако. Во денешниот дневник на ТВМ ке гледате. За охридските ученици денес стартуваше новата учебна 2015-2016 година. Ученичкиот дом Ванчо Питошевски летово не се даде под наем заради лоши законски измени. Туристка од Холандија поради здрава исхрана го посетила и се заљубила во Охрид. Сувенирниците најпосетувани од нашинците од диаспората. Опозицијата официјално се врати во парламентот. За овие, како и за останатите содржани во дневникот по временската прогноза. Данкат ви донесува Метео на ТВМ. И денес во Охрид времето сончево и топло со максимална дневна температура од 32 степени Целзиусови. УВ индексот достигна вредност 7, а дуваше и слаб југоисточен ветар. Во вторник на север од Пиренејскиот полуостров во Велика Британија, Алпите, како и во делови од Скандинавија и Западна Европа, времето ќе биде нестабилно со врнежи од дожд и засилен ветар. Во останатите предели од европскиот континент ќе биде претежно сончево со локална облачност и топло. Најтопло ќе биде на Балканот, па Скопје со 36 степени ќе биде најтопол европски главен град, додека пак најстудено ќе биде во Осло со температура од 15 степени. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува претежно сончево и топло време. Во делови од Словенија и Хрватска постојат услови за врнежи од дожд, максималните дневни температури од 28 до 36 степени. Во Македонија во среда времето ќе биде претежно сончево и топло. Во попладневните часови во северозападните и делови од западните предели не очекува појава на локална облачност. Утринските температури од 11 до 20 степени, а максималните дневни од 27 до 38 степени. Во Охрид во среда не очекува сончево и топло време. Во попладневните часови со можност за појава на локална облачност. Утринската температура од 14 степени, а максималната дневна до 31 степен. И во четврток и петок во Охрид ќе преовладува сончево и топло време со дневна температура до 31 степен. Максимална температура од 31 степен ќе имаме и во сабота, кога се очекува и појава на локална облачност. Зголемување на облачноста се очекува во недела, кога ќе преовладува умерено облачно време со сончеви периоди и пад на дневната температура на 29 степени. Гледавте Метео во соработка со Данкат, село Мислешево, Струга. Гледам телевизија ТВМ. Знаете како најмногу вестите на вечер во 10:30 почнува и тогаш можам да седнам и да гледам. Почесто гледам телевизија ТВМ. Во 17:00 прво вести обовезно ги терам. Гледам телевизија ТВМ. Се работи за Охрид, се не интересно. ТВМ. Па искрено да ви кажам, телевизија општо не гледам многу, ама најмногу дневникот. Блу. Вести на кои верувате. Регионална телевизија ТВМ. Регионална телевизија ТВМ. Следете не преку вашите провайдери Инфел и Алтрасат 2000 во Охрид и Cable Call и Cable Net во Струга, а не има и на Макс ТВ.
Уписи 2015-2016 година за сите ученици запишани на математика од 50 до 89% попуст за англиски. Уписите траат до 10 септември 2015. 046 230 560. Хотел Тино, сместен во идиличниот пейсаж на населбата Свети Стефан, хармоничен спој на смирувачкиот амбиент на борова шума и прекрасното синило на Охридското езеро. Опремен по највисоки стандарди, хотелот располага со спа центар, внатрешен и надворешен базен, базен за деца, детско игралиште, фитнес центар, сала за состаноци. Совршен избор за вашиот одмор и уживање за сите сетила. Ресторанот и летната тераса со капацитет од 250 гости погодни за организирање на секаков вид на прослави и забави, возбудливи кулинарски доживувања, приготвено со љубов и свежи состојки, доставено со љубезност. Хотел Тино, Свети Стефан. Ке дојдете како гостин, ке се чувствувате како дома. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Образованието и едукацијата на децата е еден од столбовите на градење на општеството и заедницата. Ова го истакна градоначалникот Никола Бакрачевски, кој денес традиционално посети дел од основните и средни училишта од градов по повод почетокот на новата учебна година. На сите првачиња им посака убави школски денови, исполнети со многу другарување, а на останатите ученици да го зголемат своето знаење во текот на наставниот процес со цел да се изградат во вистински личности. Библиотека и нова реконструирана училница денес на првиот училишен ден добија учениците од основното училиште Ванчо Николески од село Лесковец. Ниво употреба ги пушти првиот човек на градот Никола Бакрачевски. Бакрачевски истакна дека училиштата во руралните средини на општина Охрид имаат потреба од помош и поддршка од локалната самоуправа, но и од Министерството за образование во поглед на обезбедување подобри услови како што енергетската ефикасност, замена на подови, санитарни јазли, прозори и врати, обезбедување на учебни помагала и реквизити, но и во делот на финансиското менаџирање. Успеавме да обезбедиме, односно да реконструираме една просторија која што и да опремиме како библиотека во која што за потребите на училиштето ќе имаат можност да се снабдат со основниот фонд на учебни помагала, лектири, стручна литература и белетристика. За потребите, реков, за интерна употреба, за учениците кои што ја посетуваат наставата во Ванчо Николески. Се надевам дека ова ќе биде еден добар допринос не само за учениците, туку и за наставниците и родителите кои што многу полесен и поедноставен начин ќе може да дојдат до литературата која што е потребна за образование на нивните деца. Подготвени за учебната година се и учениците од основното училиште Ванчо Николески Лесковец, како што истакна директорката Жаклина Трипунова. Годинава се запишале 30 првачиња во Централното училиште, а по 2 ученици во подрачните училишта во Куратица и Ливоишта. Инаку во ова училиште настава посетуваат вкупно 327 деца. Директорката нагласи дека библиотеката е од големо значење за училиштето и во иднина истата ќе се збогатува со фонд на книги, а ќе се потрудат да обезбедат услови за читална и медиотека. Приоритет ни е спортска сала, работиме на тоа. Во понапредна фаза е прочистување на имотниот лист и прибирање на документација, она што ни беше проблем нас, прочистување на имотниот лист, затоа што почната фазата е уште од 1964 година, па до 74 направени се сите работи, имаме документи, оригинални решенија, кои што ги приложуваме во катастар, во урбанизам и се надеваме дека во најскоро време ќе видиме удостоени со тоа што ќе ни се решат тие проблеми од имотно-правни односи.
Градоначалникот Бакрачевски денес им посака успешен старт на новата учебна година и на новата генерација средношколци во средното гостителско училиште Ванчо Питошевски од Охрид. Во овој период кој што измина имавме интензивни подготовки во скоро сите училишта, беа помагани и финансиски во делот на справување со долговите кои што ги влечат од минатото, во покривање на некои неисплатени обврски и секако во делот на реконструкција на неколку основни и средни училишта, онака како што укажува на приоритетите нивните менаџерски тимови. Целосно сме подготвени за почетокот на новата учебна година, истакна директорката на угостителското училиште Весела Темјановска. Ова учебна година, во споредба со претходната учебна година, имаме покрај фудбалот, ракометот, имаме и уште кошарка. Имаме доволен број деца кои што навистина ќе живеат здрав живот и ќе се најдат во изборот на струката која што ја одбрале. Во учебната 2015-2016 година во Охридските општински училишта се запишани вкупно 501 прваче, 4672 основци и 2258 средношколци. Со игра и песна денес беа пречекани првачињата во основното училиште Братство Единство. Директорот на училиштето Муарем Доко задоволен што бројот на запишани првачиња во ова училиште од година во година расте. Вели дека се трудат да создадат што подобри услови за учениците во ова најстаро основно училиште во градов. Воедно, денес беше промовирано и знамето кое на училиштето му беше доделено од страна на проектот за меѓуетничка интеграција во образованието. 110 првачиња денес за прв пат седна во училишните клупи во основното училиште Братство Единство. По тој повод утрово во двете згради на ова училиште беше одржана свеченост и приредба на која учествува дечиња од повисоките оделенија кои на првачињата им посака топло добре дојде. Многу сум осмина зашто почна школава. Сакаш да одиш на училиште? Да. Ти се учи? Да. Убаво ти е во ова училиште? Да. Малку. Не толку. А убаво ти е во ова училиште? Да. Кој оделение си? Пето. Што ги изведите овдека? Некоја точка ги изведите за првачињата? Да. Што ја посакуваш на првачињата? Добре дојде. Да. Првин добро дојде во ова училиште. Убаво да се поминет. Да, многу јас сакам да почнеме во училиште. Што ги им посакаш на првачињата? Јас ќе посакам да му давам и среќа и многу радост. Многу бе училиштето, јас сакам многу да дојдам овдека. Да, јас сакам да почнем на училиште, затоа што ние во училиште се дружиме, се забавуваме, учиме, а дома се седевме дома и немавме ни друштво, ни ништо. Што ги им посакаш на првачињата кои сега почнуваат? Многу да учат и да бидат послушни. Бидејќи ова училиште е мултиетничко, приредбата беше изведена на неколку јазици, а точките беа одбрани така што ги отсликува белезите на секој етникум за на крај сите деца да заиграат во една заедничка точка. Во Братство и Единство 30 деца ќе учат во албанската паралелка, 21 во турската, 59 во македонската. Во однос на минатата година бројот на запишани првачиња е зголемен за 13. Во училиштето учат вкупно 987 ученици, за кои менаџерскиот тим се труди да обезбеди соодветни услови за настава. Во текот на распустот се потрудивме оние најосновни санации што ги имат училиште да ги направиме. Во централната зграда ја фарбавме и оградата малку да личи дека е училиште, молирисувавме таму кај што имаше потреба, нешто воопшто она што е навистина за децата да е до ними, посебно за првачината, нешто нагледни средства, разновидни играчки, ресурси, така што ни тие да можат во нивниот живот да постигнат повеќе од нас од она што ние сме го имале во претходниот период. Доко кажува дека во текот на учебната година приоритет ќе им биде да го сменат покривот на училиштето кој е од азбестни плочи, а и да го решат проблемот со влагата. Имаат план и хортикултурно да го уредат дворот. Инаку ова училиште е едно од трите во Македонија кои добија знаме за модел на училиште кој е мултиконфесионално и мултинационално. Тоа значи дека во нашиот град, во нашето училиште се сочувува со животот на сите националности: македонци, албанци, турци, еѓиптјани,
македонски муслимани, роми, и тоа е пример за мултикултурното наследство што го има нашата држава и е пример на ниво на Европа како е соживотот во нашиот град Охрид. Учебната година денес започна за речиси 20.212 првачиња во основните училишта во државава. Врачени стипендии на најдобрите ученици во општина Дебрца. 20 ученици од основно и средно образование од општина Дебрца денес добија општински стипендии за учебната 2015-2016 година. Стипендиите им ги додели градоначалникот на општина Дебрца Игор Трајковски, кој им посака успешна учебна година и да продолжат со постигнување добри резултати во своето школување. Стипендиите кои континуирано веќе по трет пат се доделуваат се рангирани според износот во две категории. Учениците од основно образование ќе добиваат по 1000 денари, а учениците од средно образование по 1500 денари месечно. Денеска опозицијата и официјално се врати во пратеничките клупи согласно договорот од Пржино како дел од процесот на решавање на политичката криза. Пред собранието на Република Македонија, лидерот на СДСМ Зоран Заев во изјава за новинарите кажа дека нема да има нови палома договори. Правдата, слободата, демократијата, вистината мора да бидат институционално потврдени. Најавувам дека пратеничката група на СДСМ и коалицијските партнери кој што целиот овој период работеше на теренот со граѓаните, продолжува да действува во парламентот за да го обезбеди спроведувањето на постигнатиот договор од 2 јуни, односно 15 јули. До 15 септември да се избере специјалниот јавен обвинител кој согласно уставот и законите ќе обезбеди владење на правото, ќе ги превземе материјалите од прислушувањето и потребните действија за делата што произлегуваат од нив. До 20 октомври да се избере преодната влада, да се направат потребните законски измени за правосудството, изборното законодавство, целосно нов избирачки список во медиумската сфера и така натаму. Да ја изгласаат оставката на Никола Груевски од премиерската функција. Да се избере нов премиер кој со новите министри и заменици министри од редовите на опозицијата во преодната влада ќе мора да обезбедат гаранции за фер и демократски избори. Првата обврска е специјален обвинител до 15 септември. Мора да се реализира. Во спротивно договорот нема да биде валиден. Материјалите што ги поседуваме од прислушувањето на власта нема да имаме кому да предадеме и ќе мораме да продолжиме да ги споделуваме со јавноста. Нема да има нови палома договори. Од владеачката ВМРО ДПМН е вела дека пратениците на опозицијата имаат обврска да бидат во собранието. Координаторот на пратеничката група на ВМРО ДПМН Илија Димовски изјави дека власта не се плаши од изборот на новиот јавен обвинител, туку според него треба да се плашат други. Тој вели дека пратениците се подготвени при изборот на специјален обвинител да донесат одлуки кои се во согласно со Уставот на Република Македонија. Од владеачката партија се пофалија со сите законски измени, претежно од социјалната сфера, кои парламентарното мнозинство ги изгласа последната година во услови на бојкот на собранието од страна на коалицијата предводена од СДСМ. Се враќаме на локални теми. Училишниот дом при Средното општинско училиште Ванчо Питошевски ова лето ја испушти можноста да инкасира значителни дополнителни приходи преку издавање на собите. Од ЗЕЛС, кои се поддршка на работата на општините, проблемот го лоцираат во лошиот закон за располагање со движен и недвижен имот на државните органи, меѓу кои се општините. Сметката на училишниот дом Ванчо Питошевски оваа година останала потенка за околу 7.000 евра, пари кои во изминатите години се инкасирале од негово издавање под наем во летните месеци. Минатите години од тој приход се обезбедувале плати за вработените, се плаќале давачки за струја, вода, средства се користеле за подобрување на сместувачките капацитети за учениците. Директорката на Средното општинско училиште Ванчо Питошевски Весела Темјановска, во чии рамки работи домот, вели дека ова лето не го издале домот поради проблем со термините за тендери, но не можеше со точност да каже колкава сума пари загубиле од оваа пропуштена можност. Па тие се едни средства кои што навистина ни се потребни за да обстојуваме и ги задоволуваме нашите потреби во функционирањето и на домот и на училиштето, но сметам дека ќе се покриеме и ќе најдеме сили сето тоа да го надминиме.
Градоначалникот Никола Бакрачевски пак надоврзувајќи се на овој проблем, напомена дека тие како локална самоуправа се грижат и ги помагаат сите образовни институции во градот. Дека никој пат домот понатака нема да се издава со онакви услови како што се издавал некој пат, со многу неповолни услови за училиштето, а на корист на тие кои што го добиваат во текот на летните месеци. И тоа понатака нема да го дозволиме, значи на тендер, односно на јавните објави ќе се поставуваат услови кои што првенствено ќе бидат во корист на менаџментот, односно на успешно или справување со финансиските проблеми кои што ги имаат средните училишта, вклучително и средното училиште Ванчо Питошевски, а никако само да служат во корист на приватни раце кои што во минатите години го имавме. ТВМ се обида да дознае како порано течела постапката за издавање на домот под наем. Дознаваме дека се почитувал законот за располагање со движен и недвижен имот на државните органи. Претходно се почитувале одлуките на училишниот одбор и добивањето согласност од градоначалникот. Почетната цена на лицитацијата е одредувала управата за јавни приходи, а лицитирањето било јавно. Пропуштената можност да се инкасираат средства од неиздавањето на домот под закуп од заедницата на единицата на локална самоуправа ЗЕЛС го лоцираат во лошите измени на законот за располагање со движен и недвижен имот на државните органи кои стапиле на сила во март годинава. Душица Перишич, директорката на ЗЕЛС, појаснува дека за претходните измени тие изработиле софтвер кој го користеле сите општини, но промените од март, како што вели за ТВМ Перишич, биле направени без нивна претходна консултација. Па оттаму се предизвикали и проблемите не само за Охридската локална самоуправа, туку и за сите општини, да не може да ги изнајмуваат домовите, спортските сали и другите простории со кои располагаат. Перишич не сака да посочува кој е виновен за настанатата ситуација, со која се судриле и многу други општини во земјава, но вели дека во меѓувреме интервенирале за да се промени законот. Не бија спртила вината кон локалните самоуправи од едноставна причина што тие веднаш кога се судрија со проблемот, почна да укажуваат во ЗЕЛС дека ова и ова. И ние почнавме да преговараме и релативно брзо успеавме да направиме измени. Ние очекувавме, да бидам искрена, дека измените ќе ги направиме пред почеток на годишните одмори, меѓутоа, заради самиот факт дека и собранието се распушти, сите беа на годишен одмор и сите тука изгубивме многу. Така да не би ги обвинувала локалните самоуправи за овој проблем. Министерството за финансии, одделот за имотно-правни односи, каде што се провлекла грешката, ги изгласали измените минатата недела. Сега општините имаат можност да управуваат со сите објекти од областа на образованието, културата, спортот и детската заштита на соодветен начин, без да се користи електронскиот систем на ЗЕЛС, објаснува директорката на ЗЕЛС Душица Перишич. Охридскиот бисер најбаран сувенир од странците. Тие неизоставно ги посетуваат сувенирниците во градов. Понудата ги задоволува различните вкусови на гостите, но тие сакаат да ги посетат и работилниците, каде сувенирите се прават. Трите типизирани сувенирници во градов кои ги отвори Министерството за култура го оправда своето постоење. Гостите кои доаѓаат било да се домашни или странски сакаат да дзирнат што таму се крие. Ги привлекуваат автентичните парчиња карактеристични за Охрид, кои отсликуваат неговата историја или пак занаетите кои порано цветале во градов. Многу често и си купуваат нешто за спомен, некој парче кое ќе ги подсетува на убавите денови поминати овде. Најчесто се купува охридскиот бисер, иконите, рачните изработки со народни мотиви на Марија Николовска, како и бакрорезите на Атанас Доданов. Цените за некого се прифатливи, за некого не. Најефтиниот сувенир чини 120 денари, а тоа е магнет со мотиви од Охрид или од Македонија, а најскапиот чини неколку илјади денари. Најмногу купуваат нашинците кои живеат и работат во странство. Тие со големо задоволство доаѓаат и ги посетуваат и викаат дека требало да имат и порано вакви работи. Затоа кажа дека треба да има на секаде низ Охридскава околија, пошто е добро ова. И туристичките водичи со задоволство зборуваат за реализираната иницијатива за отварање на сувенирници. Тие објаснуваат дека кога ги шетаат гостите да го разгледаат градот, обавезно ги носат и во овие продавници. Објаснуваат дека различни гости имаат различни интереси. Марина Илиева, која е туристички водич и која работи претежно со туристи од далечниот исток, кажува дека нив најмногу ги интересира охридскиот бисер, убавите вина и фотографиите од Охрид.
И понудата е солидна, реков, секогаш може и повеќе и секогаш може и подобро. Меѓутоа, генерално доволно и за респекта, значи, онаа трудолюбивост која ја имаме чисто како македонски народ. Туристите многу сакаат и сами да учествуваат во изработката на некои сувенири, па многу често ги посетуваат работилниците каде тие се прават. Туристка од Холандија поради здравата исхрана и органските производи го посетила и се заљубила во Охрид. Вели дека се повеќе холанѓани конзумираат храна од органско производство, но дека за жал истата тешко ја наоѓаат кога патуваат на одмор. Токму тука Тијана Хорн ја гледа и можноста за спојување на начинот на живот и исхрана кој ги практикува со нејзината бизнис замисла за Охрид. Љубовта кон здравата исхрана и органската храна судбински ја довела во Охрид. Тијана Хорн е туристка од Холандија која се влюбила во Охрид, но не од причините кои најчесто би ги помислиле. Таа во Охрид гледа можности за развој на производството на органска храна, нешто што според неа би ги навело холанѓаните уште повеќе и во поголем број да доаѓаат во нашиот град. За Охрид дознала преку пријател од Македонија, кој го запознала токму во Холандија, волонтирајќи во нејзината семејна компанија за трговија со макробиотска и органска храна. Пред 2 години за прв пат го посетила нашиот град. Тијана се потсетува дека, не знаејќи точно каде доаѓа, од Холандија ја понела со себе сета органска храна што можела да ја земе. Вели дека нејзината одлука била оправдана, бидејќи кога дошла тука, едва и пронашла една продавница каде се продава органска храна. Годинава доаѓа по втор пат и вели дека е изненадена од промената. Сега, 2 години подоцна, повторно дојдов со полни кофери храна, но сега забележав дека во градот имате многу повеќе продавници со доста голем избор на органска храна, кафе Афорис, многу видови на зрнес зеленчук, морски треви и алги, производи од ферментирана соја, кој јас ги користам, па бев навистина возбудена и среќна со тоа што воедно и видов туристи, но и локално население кој ги купува тие производи, така да тоа е добро. Приказната за Охрид и љубовта кон органската храна за Тијана не завршуваат тука. Таа скромно вели дека има една мала идеја како да го спои бизнисот со начинот на исхрана кој го практикува, а Охрид според неа е вистинскиот избор за еден таков бизнис. Ако ги создадам врските овде и во Холандија, можеби би можела еден ден да отворам еден вид на сместувачки капацитет, каде ќе служиме појадок исклучува од органски производи. Па тогаш луѓето би знаеле и би биле сигурни дека кога би дошле тука, би се одмарале и би уживале во мојата квалитетна храна. А освен тоа, би било интересно ако во тоа место би имало како еден вид на работилници каде луѓето, туристите, но и домашните од Македонија би учеле како да готват макробиотска и органска храна, како би го подобриле своето здравје и својата среќа. Јас на вистина гледам поврзаност помеѓу високо квалитетната храна, здравјето и среќата. Вашата среќа и вашето здравје почнуваат во кујната, тоа е мојата идеја. Тијана и нејзиното семејство долги години се во бизнисот со тргување со органска и макробиотска храна во Холандија. Освен што ја продавале храната, вели дека давале и часови за готвење, подготвување на оброци за поголеми групи на луѓе. За Охрид вели дека е навистина убаво и здраво место, но и дека нудењето на ваквата органска храна на туристите би можело да значи и привлекување на поголем број на посетители, приврзаници на здравиот начин на живот. Да погледнеме сега и дел од вестите кои што денес ги пренесоа новинските агенции. Уште 20 членови на Украинската национална гарда почина од повреди здобиени во вчерашните судири пред парламентот. Дмитрий Сластиков и 20-годишниот Александар Костина починаа денеска во болница во Киев од повредите во вчерашната експлозија на граната. Вчера почина и 24-годишниот Ихор Дебрун, член на Украинската национална гарда, откако беше погоден од шрапнел од рачната граната, а беа повредени уште други 90 гардисти. Повеќе од 140 луѓе беа хоспитализирани, а премиерот Арсени Јаценјук за насилството ги обвини ултранационалистите. Властите велат дека гранатата била фрлена од член на националистичката политичка алијанса Свобода, која заедно со националистичката радикална партија го организираа протестот пред парламентот против законот кој ќе им гарантира поголема автономија на проруските сепаратисти во источна Украина.
17 лица загинаа, 11 се повредени во пожарот што избувна во затвор во Венецуела, соопштија властите во Каракас. Инцидентот се случи во затворот Токујито во близина на Валенсија, југозападно од венецуелскиот главен град. Најголемиот број од жртвите во Токујито се мажи, но меѓу мртвите има и жени за кои се верува дека биле во посета на своите партнери, со кои ја минале ноќте, иако тоа не го дозволуваат затворските прописи. Полицијата соопшти дека засега не се знае што го предизвикало пожарот, но некои затвореници им изјавиле на локалните медиуми дека причината треба да се бара во лошата и неодржувана електрична инсталација. Турски суд покрена обвинение против двајца британски новинари од Vice News и нивниот преведувач кои беа уапсени во четвртокот поради помагање на терористичка организација и донесе одлука тие да бидат во притвор до почетокот на судењето. Двајцата новинари, дописникот Джейк Хендрахин и снимателот Филип Пендалбери, се приведени додека известувале за борбите меѓу турските безбедносни сили и курдските бунтовници во градот Дијабекир, кој е населен главно со курди. Судот во Дијарбекир донесе одлука дека новинарите, за кои не се знае која терористичка организација наводно ја помагале, да бидат задржани во притвор. Во соопштението на Vice News се осудуваат обидите на турската влада да ги замолчи новинарите чии известување од регионот се од клучно значење. Повеќе од 4000 мејлови на Хилари Клинтон од времето додека таа беше државен секретар на Соединетите Американски држави испратени преку нејзината приватна електронска пошта се објавени во американската јавност, вклучувајќи и оние кои беа цензурирани откако беа прогласени за доверливи. Клинтон, која учествува во трката за номинација на Демократската партија за председател на САД за изборите во 2016-та, е изложена на остри критики затоа што комуницирала преку својата приватна електронска пошта за службени потреби, што е забрането според американските прописи за државна администрација. До сега се публикувани 4368 нејзини мејлови со вкупно 7121 страница. Таа се брани дека не биле испраќани, а ниту примани пораки и писма со доверлива содржина, но повеќе од 150 од овие мејлови се прогласени за доверливи од Стейт департментот. Политичките противници на Клинтон ја обвинуваат за неодговорност и за непочитување на прописите, што не му доликува на претендент за председател на САД, како и за предизвикување безбедносен ризик за државата. Полските власти започна акција против ловците на богатство кои надојдоа во градот Валбжих на југозападот од земјата каде наводно е пронајден нацистичкиот воз со злато. Откако еден пољак и еден германец пред 10 дена објавија дека го пронашле возот со злато и вредни уметнички дела, кој според кажувањата исчезнал пред крајот на Втората светска војна, градот и неговата околина се соочуваат со златна треска. Луѓе со детектори за метал се забележуваат насекаде, пренесуваат агенциите. Гувернерот на провинцијата посочил дека полицијата се обидува да ги запре, а побарал и од армијата да го испита теренот. Во меѓувреме рускиот правник Михаил Јафе изјавил дека според меѓународното право богатството од возот треба да биде предадено на Москва ако се докаже дека тоа било украдено од територија на поранешниот Советски сојуз. Паралелно со тоа председателот на Светскиот еврејски конгрес Роберт Зингер предпостави дека златото припаѓало на евреи загинати во концентрационите логори и затоа тоа треба да биде вратено на нивните наследници. Полските власти пак сметаат дека според законот се што ќе биде пронајдено на територијата на Полска ќе заврши во државната ризница. Тука е крајот на првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието. Пријатно.